Како да коментирате видеото кој излезе денеска на YouTube, во кој високи функционери на ВМРО-ДПМН, од редот на Мијалков и министерот за труд Спиро Ристовски, заедно со пратеникот Амди Бајрами, со јавниот обвинител Марко Зврлевски, присуствуваат на ромски бал пред 2 недели, што се случило во Шутерите. Па не е лошо што биле на ромски бал. Проблемот е што истото друштво заедно со Жарко Луковски и Орце Камчев секојдневно ги гледаме во градот, само тогаш еден друг, до пред 2 недели еден друг јавен обвинител излегуваше со нив. Очигледно тие се навикнати да се дружат со институцијата јавен обвинител, а не со личност. Односно, во нивно друштво би требало да биде секојаш јавниот обвинител. Јас се надевам дека Зврлевски имаше прилика на балот да поработи малку на случајот која тоа туристичка агенција со иницијали слични на или исти со иницијалите на пратеникот што ги пречека, организирале праќање на азиланти и лажење на македонските граѓани дека ќе им решат иднината, за кое што Европската комисија сериозно размислува за укинување на безвизниот режим за Република Македонија. Верувам дека господин Зврлевски добил некој сознание и дека покрај што се забавувал и може и нешто корисно да извлече од тој бал. Инаку дозволено и тука немам ништо спорно што присуствувале и на таква една свечаност. Различно беше протолкувана вашата изјава пред владата околу враќањето на мандатите. Па како да има некој надпревар во Македонија кој од провладените медиуми ќе направат поголема манипулација со изјавите што ги кажуваме. Како да има некој надпревар за Оскар, мислам, не можам навистина да разберам на колку ниско е спаднато ниво пренесувањето на информациите од страна на некој од медиумите. Навистина веројатно долната граница на Репортери без граници не е уште достигната и долното ниво. Очигледно под нас има уште 2-3 места кои што како да сакаме за жал да ги постигнем. Јас и тогаш кажав, не ги враќаме мандатите заради апанажа. Мандатите ги враќаме како чин или обид, демократски обид, да дојдеме до предвремени парламентарни избори, од кои ќе видиме дека се исцрпени сите политички активности што ги правиме и кои ќе видиме дека политичкиот диалог не постои, како што и сега со денешниот потез измените на деловникот, со кој што ВМРО-ДПМН навистина ја укинува парламентарната демократија со несогледливи тешки последици, каде што и оставката на Никола Груевски нема да биде решение за ова. Во таква политичка криза сме. А рокот за предвремени парламентарни избори веќе законски верам да се распише и истече. Тоа би значило сега вашето барање дека барате и поместување, повторно распишување на локалните да бидат во пакет со предвремени парламентарни избори. Во Македонија власта не научи дека може да донесе закон кога ќе има политички договор меѓу Ахмети и Груевски. Како што беше со укинувањето на пописот и мистериозното исчезнување на 8,5 милиони евра потрошени за тој попис. Така да ако има политички договор, се е можно. Ако има политички договор, тогаш сите датуми и сите типови на избори се во игра. Власта беше би одговори дека ако ги вратите мандатите, ќе организираат деловни избори, само за вашите мандатски. Ќе учествувате на тие избори деловни? Па тоа е политички аналфабет и правен, не знам како да кажам, човек без грам правно искуство што може да каже таква работа. Не можам да разберам. За жал и дел од професорите се влезени во некоја варијанта каде што навистина немам дете на правен факултет, но не би го отпишал ако професорката на правен факултет му каже дека амандманот за буџет има различна тежина од амандман за закон. Јас веднаш би го отпишал моето дете од тој факултет. Апропо спомнав кирскиот амбасадор, меѓународната заедница како солидна позитивна идеја оцени иницијативата на Ѓорѓи Иванов да се формира експертска комисија. Ќе има ли таква комисија? Ќе учествувате ли во таа комисија? Иако рековте дека тоа би можело да биде добро решение, добар потек, меѓутоа дека се сомневате дека ќе биде тоа една шарада.
Па јас мислам дека е доволно она што и досега сме коментирале, дека од видео снимката се гледа. Така да нема потреба од комисија кој што ќе троши народни пари за да се докаже она што го видоа не само 2 милиони луѓе во Македонија, туку преку CNN стотици милиони луѓе низ светот.